Младинскиот културен центар утре во 12 часот ќе биде прикажан филмот Генгстер те сака во режија на Нивојша Слепчевиќ. Исто тоа ќе почне последниот ден од петото издание на фестивалот за документарен филм Македокс. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Еве што ќе гледате. Град Скопје ги награди најдобрите матуранти. Скопските градоначалници ја одржаа 10-та седница на координативното тело, конференција за развој на руралниот туризам. Со гала оперски концерт во Македонската опера и балет почнува Скопско лето 2014. Завршен испит на матурантите од Средното угостителско училиште Лазар Танев. Признанија и парични награди денеска добија најдобрите матуранти од сите средни училишта на град Скопје. За постигнатиот успех лично им честиташе градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски. Најдобрите 24 матуранти, првенци на генерацијата 2010-2014 година од 21 средно училиште денеска добија признанија и парични награди на традиционалната манифестација Средба меѓу првиот и најдобрите, што се одржа во Драмскиот театар. Секој млад човек треба да верува во себе и во својата цел, и тогаш успехот е сигурен, рече првенецот од Средното училиште на град Скопје Владо Тасевски Живко Јанев, кој се обрати во име на добитниците на признанијата. Се заблагодари до град Скопје за вниманието кон првенците матуранти преку манифестацијата, како и за поддршката од родителите, професорите и директорите на училиштата. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски при доделувањето на наградите истакна дека првенците на генерацијата градат успешна иднина и достигнуваат врвни резултати на патот на својот професионален развој. Манифестацијата Средба меѓу првиот и најдобрите има за цел да го афирмира знаењето и училишниот успех на првенците на генерацијата во средните училишта во градот Скопје и да им одаде јавно признание за постигнатите резултати. Од пред неколку години оваа манифестација е збогатена на тој начин што со неа се офатени и учениците од тригодишното образование, па затоа денес наградуваме 24 првенци од 21 средно училиште на градот Скопје. Почитувани првенци на генерацијата 2010-2014 година. Во 4-годишното образование и првенци на генерацијата 2011-2014 година во 3-годишното образование, вие со своите успеси и постигнувања се афирмирате себе си, вашите училишта, но и нас, граѓаните на градот Скопје и на Република Македонија. Праксата покажува дека секој млад човек кој бил првенец на својата генерација, гради успешна иднина и достигнува врвни резултати на патот на својот професионален развој. Вие веќе сте осознале најголемата вредност и потврда на човечкиот развој, а тоа е учењето и знаењето. Во рамки на манифестацијата, претходно во организација на секторот за локален економски развој на град Скопје, за првенците на генерацијата и за ученици матуранти кои што покажале успеси во текот на школувањето, се реализираше и традиционалната еднодневна наградна екскурзија по стапките на творците на градот. Данокот на имот, поставувањето урбана упрема, генералниот урбанистички план и безбедносната состојба во Скопје беа главни теми на 10-та седница на координативното тело на скопските градоначалници на град Скопје. Денеска се одржа 10-та седница на координативното тело на скопските градоначалници, на која што се дискутираше на неколку теми, меѓу кои данокот на имот, изготвувањето на единствената програма за поставување урбана опрема за подарчето на целиот град, како и за генералниот урбанистички план на Скопје, поточно процесот на подготовка на регулационите планови. На седницата присуствува и представници од СВР Скопје, предводени од началникот Горан Чесавовски, каде на координативното тело на скопските градоначалници се дискутираше за безбедносната состојба во градот. Можам да кажам дека соработката со Министерството за внатрешни работи, која што беше точка на или подразно беше покажано на минатата седница на координативното тело, во основа на таа, на таа дискусија пред 10 на 15 дена имавме состанок на сите командири на полициски станици во градот Скопје со градоначалниците на град Скопје
и началникот на СВР на град Скопје, во кој што се договорија за една подиректна комуникација меѓу општините и командирите на полициски станици или полицијата или полициските станици во општините. Денеска го ставиме како точка на дневен ред, така да беше присутен и началникот на СВР Скопје, господинот Горан Савовски, ги информираше градоначалниците за напредокот во соработката меѓу меѓу местните заедници, општините, општинската администрација, градоначалниците и полицијата во соодветните општини, при што голем број на градоначалници го искажаа своето задоволство од непосредната комуникација која што има од тогаш наваму меѓу Министерството за внатрешни работи лоцирано во општините и општините во градот Скопје, и најави исто така дека во секој од општините има еден нов проект кој што е ставен и во програмата на владата на Република Македонија и ќе се стави, а тоа е да полициските станици или командирите на полициски станици да имаат непосреден контакт со местните заедници и секој од командирите или од вработените во полициската станица ќе се посетат сите куќни совети, ќе се посетат сите живеалишта, за да им се каже дека тоа ќе биде полицајцот кој ќе биде во нивната месна заедница, тоест во нивната населба, така да на некој начин ќе испадне приближувањето на МВР поново кон место или стационирање кон местото на живење. Исто така општините кои што имаат големи рурални делови, како што е општина Газиова, исто така има дел општина Ѓорче Петров и општина Бутел, значи ќе има мобилни полициски станици кои што ќе бидат на одреден период присутни во овие населени места, и на овие мобилни полициски станици граѓаните на овие населени места кои што се во руралниот дел ќе можат да си ги остваруваат своите потреби кои што ги остваруваа во статичните во полициските станици. Развој на регионалниот рурален туризам преку создавање балкански бренд, стратегија за заеднички настап и меѓусебна поддршка беше целта на конференцијата што денеска ја организираа Централно-европската иницијатива и фондацијата Центар за жени предприемачи. Македонија е природно предиспонирана и има одлични услови за развој на квалитетен туризам, особено во руралните средини. Потенцијалите мора да се искористат најмногу преку поттикнување на женското предприемништво и реализирање различни инвестиции. Ова е пораката од денешната регионална конференција за развој на руралниот туризам, што ја организира Централно-европската иницијатива во соработка со фондацијата Центар за жени предприемачи. Од конференцијата треба да произлезат предлози за креирање балкански бренд, регионална стратегија за заеднички настап на интернационални пазари и меѓусебна поддршка. Целта е да се понуди туризам на различности преку уникатен пристап за секоја земја и регион на Балканот и да се почувствува спецификата на руралните подрачја, истакна директорката на фондацијата Центар за жени предприемачи Виолета Николова Манчевска, при тоа додавајќи дека улогата на руралните жени е исклучително важна во креирањето на руралниот туризам, затоа што тие таму живеат, работат и ја негуваат традицијата. Идејата од оваа конференција е да се создаде да се побуди еден поголем интерес и поконкретен, бидејќи руралниот туризам е основата на македонската економија, и преку оваа конференција ќе дојдеме до стратешки точки од соработката и во регионот. Идејата е да се подпише заедничка стратегија и платформа за соработка, да се создаде и креира регионален бренд за развој на руралниот туризам, и она што е најбитно, ќе се потенцира дека руралниот туризам е всушност алатка која што помага комплетно во развој на руралниот развој во целина. Значи, она што го имаме како капацитет, ќе најдеме начин и стратегија како во реалноста да предизвика економски развој, намалување на невропативноста и создавање позитивна околина. Конференцијата е поддржана од општина Газибаба, која, како што рече градоначалникот Уни Трајковски, се наоѓа главно во рурална средина. Од вкупната површина 92 км квадратни, 65% се во неразвиено подрачје. Трајковски истакна дека општината има огромен потенцијал за креирање на рурален туризам. Општината има изготвена стратегија за рурален туризам,
Ова е убава можност да општината направи една кратка презентација на нашите развојни можности и потенцијали во идниот период, а преку оваа конференција воедно ќе дадеме свој придонес во регионалното здружување и ќе имаме можност да видиме добри практики од други региони надвор од државата. Впрочем, преку вакви заеднички соработки ќе можеме и во иднина да очекуваме и побрз и поедноставен и полесен пристап до ЕУ фондовите. Заедничка цел е заедно да допринесеме во руралниот развој. Како карактеристични цели кои што ги издвоивме во нашата општина, тоа е подобрување на конкурентноста на земјоделскиот и шумарскиот сектор на територија на општина Газибаба, подобрување на животните услови, инфраструктурата во руралните подрачја на нашата територија и подобрување на економската состојба кај граѓаните во руралната средина. На конференцијата учествуваат представници од Македонија, Албанија, Бугарија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Унгарија и Италија. Се очекува во завршниот официјален дел да се потпише меморандум за соработка. На 21 јуни започнува 35-то издание на традиционалната културна манифестација Скопско лето, која ќе изобилува со богата програма, гостување на врвни уметници од странство, како и настапи на македонски реномирани уметници. Со гала-оперски концерт на Македонската опера и балет, задутре вечер на Светскиот ден на музиката и на почетокот на летото, ќе почне 35-та летна културна манифестација Скопско лето. Покрај свеченото отворање во Македонската опера и балет, на првиот ден од фестивалот во Мала Станица ќе биде представен мултимедијалниот проект на Гоце Наневски Монумент и целодневен настап на улични музичари во организација на Универзална сала. Традиционално Скопско лето ќе трае до крајот на јули, а и оваа година ќе понуди богата програма со многу настани од различни сегменти на културата. Организаторот Дирекцијата за култура и уметност Скопје денеска на пресконференција ја соопшти програмата. Директорот Мирко Стефановски рече дека во изминатите 35 години на Скопско лето имало повеќе од 2200 настани, а од него се израснати и други манифестации, како блуз и соул, есенски музички свечености, како и фестивали во други градови низ Македонија. Во годишната програма најбројни се музичките настани, 22 концерти на домашни и странски солисти и ансамбли од Германија, Австралија, Франција, Грузија, Бугарија. Меѓу нив, како посебно музичко доживување беше издвоен концертот на турските музички звезди Бурхан Очал и Хусну Шенлендирџи, дуо со интернационална кариера. Нивното гостување во МНТ на 22 јуни е организирано во соработка со Турскиот културен центар Юнус Емре. Biz de kendi alanımızda sırf bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda... За нас представува сериозна обврска и оваа наша соработка сакаме да биде традиционална и понатаму и во идните години да бидеме организатори, да ги донесеме врвните уметници од Турција во Скопско лето. Многу е важно фактот што нашите уметници по концерти и според изложби директно да бидат запознаени со почитувачите на уметноста од Македонија. Сите сме уверени кога убаво ќе ја погледнеме програмата, ова годишната програма, навистина импозантен број на светски уметници ќе бидат достапни за интересот на љубителите на уметност. По разновидноста во содржините, организаторите ги изделија и настаните од ликовната дејност, меѓу кои изложбата на уникатен накид, скулптури и слики од босанските уметници Адин Хебиб, Мија Хебиб и Едина Селишковиќ. Изложбата на сценографија на Живоин Трајановиќ по повод 40 години професионално творештво. Во 40 дена фестивалска програма ќе има и театарски представи, перформанси, премиерни изведби, операта Боеми на Македонската опера и балет, представата Могли на театарот за деца и младенци, како и програмите во склоп на Скопско лето, кинотичното Скопско летно кино од 7 јули во кинотеката на Македонија и блуз и соул фестивалот на кој на 17 јули ќе гостува гитаристот Ерик Сардинас. Скопско лето 2014 ќе заврши на 31 јули со концерт на барокна музика на Камерниот оркестар на музичката младина на Македонија.
Денеска Средното училиште на град Скопје Лазар Танев одржа завршна презентација на испитот од тригодишното образование од занимањата келнер, готувач, пекар и сладкар. Учениците на овој завршен испит пред присутните ја покажаа својата креативност, иновативност и професионалност. Томислав Атанасовски беше таму. По повод единствениот традиционален чин на полагање матура во Европа, денеска Средното училиште на град Скопје Лазар Танев одржа завршна презентација на испитот од тригодишното образование од занимањата келнер, готвач, пекар и сладкар. На настанот присуствуваа гости од Министерството за образование и наука, Министерството за здравство, градот Скопје, од повеќе амбасади, од средните училишта на град Скопје и од средните угостителски туристички училишта во Македонија, од основните училишта, од Советот на родители, деловни партнери и соработници на училиштето, хотели, ресторани, пицерии и слично. Чинот на полагање на завршниот испит за тригодишното образование од нашите занимања келнер, готвач, сладкар и пекар, тие на најубав можен начин пред денешните гости ќе покажат што научиле во изминатиот период од овие 3 години и на тој начин го заокружуваат својот степен на образование и се спремни на пазарот на трудот, односно веднаш да се вклучат во производствениот процес во убавите ресторани, хотели, пицерии, сладкарници и така натаму. Секако дека гостите ќе бидат тие кои што ќе дегустираат храната, услугата, квалитетот на услугата и на крај ќе дадат своји оцени што ќе бидат значајни за нашето училиште и воедно и за образовниот систем во нашата земја. Јас слободно можам да кажам дека нашите ученици се вработуваат додека одат на пракса. Поголемиот дел од нив уште во втора година, кога е најинтензивните часови, кога веќе почнуваат со поголем фонд на часови во угостителско-туристичките објекти, тие веќе си обезбедуваат своја работа, а се разбира тука се и работодавците кои што во нив предпознаваат нивни идни вработени и тие не дозволуваат оној ученик што веќе го виделе во учебната година дека е квалитетен и би бил нивни добар работник, да го пуштат туку така и тој да побара друго место за практична настава. Така да навистина, доколку невработеноста е проблем во Република Македонија, нашите струки и занимања, нашето училиште нуди решение за тој проблем, за дел од тој проблем, со тоа што сите ученици кои што го завршуваат нашето училиште и од сите овие занимања веднаш наоѓаат вработување, како што кажавме, додека учат. Гостите можеа да уживаат во прекрасниот амбиент и убавата подготвена храна која ја подготвија учениците и на тој начин ја покажаа својата креативност, иновативност, професионалност и слично. Светскиот првак Шпанија нема да ја брани титулата по поразот од Чиле со 2:0, а Хрватска стигна до најубедливата победа досега против Камерун со 4:0 и остана во игра за осмина финалето. Македонија загуби од Кина со 2:0 во пријателски натпревар. Вестите од спортот се по рекламите.